ќе одадеме почит и ќе одадеме и внимание на хероите на денешното време, кои што создаваат интересни дела во навистина многу интересни подрачја за кои што во продолжение ќе објасним, иако можеби кога ќе спомнат некој, кога ќе слушнете НАСА, ви делува нешто апстрактно, верували или не, некој знае многу добро да се снајде да освои прво место дури и на 9 години во најмалата детска категорија, но сакам да кажам дека тоа се млади деца, благодарение на нив ќе се слушне надалеку за нашата држава. Во продолжение зборуваме за надпреварот кој што 9-та година поред се одржува во Скопје, хакатон за вселенски иновации на НАСА. Спроти мене Ирена Чоушевска-Даниловска, национален координатор на НАСА Space Challenge. Од мојата лева страна Десанка Николова, второ место. И нашиот мал херој Михаил Андоновски, прво место, детска категорија. И тука ни е и Климет Младеновски, прво место. Добро утро. Мислам дека веќе ве представив сите, се обидов да не ги сгрешам ни имињата ни презимињата. Многу ми е драго што ве гледам во полн состав. Никако не сум научена вакво раздвижување во студиото. Ирена, со вас ќе почне. Пред да ги прашаме, нели, да ги вклучиме и нив во разговорот, за каков вид на надпревар станува збор. Кажа во најавата дека кога ќе слушнеме НАСА, ни делува нешто многу апстрактно. И ни делува нешто како недостижно и во Вселената. Да, но сепак некој на 9 годишна возраст знае да ги освои, да ја освои публиката. Што значи ваков надпревар кој по 9 пат се одржува за нашата држава? Да, станува збор за најголемиот хакатон во светот, организиран од страна на најголемата вселенска агенција НАСА. Кај НАСА одржува по 9 пат на светско ниво, 10 годишнината јубилеот беше оваа година. Она што е интересно за овој надпревар што возможува соработка помеѓу млади луѓе од најразлични профили, значи не само програмери кои што е вообичаено карактеристично за вакви надпревари, туку буквално од сите сфери, да соработуваат на изнаоѓање на решенија на реални предизвици со кои што се соочува и земјата и вселената. Впрочем, НАСА возможува да се користат бесплатно нејзините податоци кои што секојдневно ги прибира преку сателитите кои што кружат околу земјата и тие да се искористат од страна на тимовите да ги решаваат предизвиците со кои што се соочуваат и експертите на НАСА на дневно ниво. Тоа е една неверојатна можност за нашите млади таленти, затоа што можат да видат најпрво кои се тие предизвици, а потоа и за самото време на решавање на предизвиците да контактираат и со креаторите на предизвиците, меѓутоа меѓусебно да соработуваат од најразлични профили, од најразлични факултети, од различни градови од државата и да работат на креирање на ваков тип на решение. Добро, како тие влегува воопшто во овој надпревар? Постои ли некоја предходно, да речем, повеќе се пријавуваат, па вие ги избирате најдобрите, или може секој да се пријави? Кои квалификации треба да ги има секој од нив за да учествува во ваков тип на надпревар? Во принцип треба да има љубов кон истражување и желба да се креира нешто ново и желба континуирано да се учи и она што ќе се научи да се примени. Бараме пред се студенти и средношколци кои што имаат интерес во оваа област. Вообичаени области се дизајн, програмирање, машинство, технологија, хемија, биологија, физика, географија, астрономија, значи широко поле на интереси. Се пријавуваат индивидуално или во тим. Им помагаме околу информации кои се во годинешните решенија, предизвици во која област може да работат. И битно е да, доколку немаат собствен тим веќе однапред креирано, да можат да прифатат и да соработуваат и со млади кои што исто така се пријавили индивидуално, да можеме да формираме тимови и да тие станат дел од надпреварот. Па во година на пандемија, кои беа предизвиците? Втора година пред овој надпревар се реализира виртуелно, што од една страна е малце потешко за нас како организатори, затоа што не можеме во секој момент да ги надгледуваме и да гледаме што прават и до каде се, но предноста па беше што можеа да соработуваат дури тимови формирани од различни градови. Вообичаено требало да патуваат сите во Скопје, сега секој можеше да работи од таму од каде што е, па дури да прават и тимови кои што се комбинирани, така што има и предности пандемијата. Добро, кога го завршија надпреварот и сега еден од нив, така, Михаил,
беше? Не Михаел, Климент, се извинувам. Климент патува, така, во Соединетите Американски држави, на Флорида. Така, како се вика? Откога заврши надпреварот беше за време на викендот, 1, 2 и 3 октомври. Организиравме на 7 октомври финале, каде што трите најдобри тимови ще еднаш ги презентираат своите решенија пред жири комисијата и представникот од Американската амбасада кои што го поддржуваат овој надпревар и ги избравме двата најдобри тимови кои што понатаму се пласираат за односно одат во конкуренција за глобална награда на НАСА и еден национален победник кој што беше тимот во кој што членува Климент. Климент заедно со уште една негова колешка од тимот, за нив имаме обезбедено средства да можат да одат во Кенеди Спейс центарот на Флорида и да гледаат полетување на ракета, но што побитно се запознаат и со експертите на НАСА таму и да го презентираат своето решение. И можеби за нив да се отвори некој пат за во иднина. Секако. Да, си уште се млади, но без разлика што тој ќе може да патува, за Десанка исто така, тој ми го кажавте пред да започнеме со разговорот, без разлика таа сепак има можности да соработува, така? Да. Директно со истиот. Да, дефинитивно. Второ пласираниот тим има опција да добија награда од НАСА, во секој очекуваат признаени и презентирани, а со нив имаме и национална целка што размислуваме како да имплементираме, но ќе оставам на повеќе да кажа што има желбата за нивното решение. Така, сега ќе ми дозволите да почнеме од Михаел. Може. Добро утро. Добро утро. Михаел, како ти влезе во целиот овој надпревар? Како идејата? Од каде идејата? Па, идејата ми дојде бидејќи ме интересирала Вселената. Како мам многу сакав да учам за Вселената. Телескопите ми се како Веќе секој интересни. Да, како играчка ти се веројатно Да. веќе. Да. Како мал така ми беше, веќе не ми е. Да. И така ми влезе и ја да учествувам во некој надпревар за да добијам награда. А ти што направи? Како ја доби наградата? Што направи? Направив еден телескоп наречен Джеймс Веб и на тој телескоп потрошив многу време и труд за да го направам. А ти помага некој? Па, малце со помош да Малце мама и тато? осмислиме. Не, само тато. А, така. Добро. А имаш некој идол како кој сакаш да станеш? Која е твојата цел? Која е твојата визија? Што сакаш утреден да бидеш? Па, сакам да одам и во НАСА да работам, како да ги собирам информациите, дали се под контрола и дали ќе експлодира или не ракетата додека полетува. Ти си херојот на новото време. Јас се надевам дека за некоја година ќе раскажуваме дека ти си успеал во тоа. Така и тогаш нема да заборавиш во која емисија си бил. Така и каде си бил кога ќе раскажуваш, кога ќе стигнеш во НАСА и кога ќе бидеш најуспешен. Може? Да. Договорено? Така. Десанка, која беше твојата цел? Колку години имаш? 17. Која е твојата цел? Зошто ти се пријави? Каде себе си се гледаш? Така, пред себе сакала да го честитам празникот 11 октомври на гледачите. Благодарам на сите, нека ни е за многу години празникот. Целта едноставно дојде преку самата идеја за создавање на играта. Идејата ни беше да помогнеме на децата на помала возраст да научат повеќе за астрономијата, затоа што сметаме дека не се доволно запознаени. Преку тоа ни се јави токму таа цел за да ги научиме децата и исто така да се поттикне и креативност. А што создаде ти? Нашиот тим создаде игра од која што може децата на креативен начин да научат повеќе за астрономијата. Добро. Едноставно преку предизвици од играта за постигнување на одредени нивоа, тие понатаму учат за Вселената, за астрономијата и во надежда дека ќе им се роди повеќе љубов за науката. Кои се твоите очекувања? Со оглед на тоа дека веќе си навлегла во овој свет, каде себе си се гледаш? Да, па ние очекуваме и нашата игра да се реализира со цел да се помогне на децата на почеток на локално ниво, понатаму и на глобално ниво. Секако доколку натаму можеме да учествуваме и во следните надпреварувања би сакале да учествуваме. И едноставно можеме доколку имаме шанса да продолжиме и во таа сфера, иако ние сме здравствена струка, учиме како медицински сестри. Навистина? Да.
која диаметрална разлика од еден во друг свет, навистина секоја чест. Михаил, Климент, извинувам, ќе имаш можност директно да отидеш, да присуствуваш можеби во остварување на твојот сон, да учиш, да спознаваш нешто што можеби е твоја најголема желба. И како се чувствуваш сега кога веќе знаеш дека си ти тој избраниот? Па, искрено беше големо изненадување, затоа сакаме да се заблагодариме на приликата. Надпреварот, значи, го забележавме искрено на реклама. Колешката Тијана, рече има интересни теми, да разгледаме. Ги разгледавме сите теми, бидејќи имаше избор оваа година од 28 теми. Што избравте вие? Ние избравме, креиравме систем за автоматско одгледување на растенија во Вселената. Бидејќи беше интересен предизвик, можевме да искористиме наше знаење од целиот тим, од многу различни дисциплини. И на крајот го создавме системот каде што имавме многу предизвици, бидејќи немаме гравитација во Вселената и сосема поразлично функционира растењето на растенија. Добро, колку години имаш, извини? 22. 22. И сега треба да патувате. Го чувствуваш тоа како остварување на твојот сон? Да, бидејќи искрено... Кои се очекувањата? Искрено, тоа беше толку далечен сон, што не верував дека ќе се исполни, особено не толку брзо. Но, ете, сега ќе појдеме таму и ќе пробаме да не представиме најдобро што можеме. Да, повраќањето од таму се надевам дека ќе си направиш за себе и можности, и услови за стекнување на некои контакти, можеби пријателства, кои во иднина ќе значат за тебе еден многу голем отворен пат за реализирање, но со овие деца, навистина ова се, ако некогаш се зборува за некои деца дека се вонсириски умови, тоа е тоа, и наши се. Како е надоградбата по завршување на вакви надпревари? Има ли кој да работи со нив, да се усовршат и да можеме, ние тука на нашето тло се разбира, во соработка, ете конкретно и со нас, да им отвориме пат, значи да ги потурнеме понапред, да влијаеме на нивната надоградба, да можат да се реализираат? Надпреварот од самиот старт во нашата земја е поддржан од страна на Нјумес Бизнес Акселераторот, кој што традиционално работи со млади таленти, така што они имаат можност потоа да поминат нека од програмите на Акселераторот. До сега сме имали позитивни искуства со 2017, например, тимот кој што замина во НАСА Кенеди Спейс Центарот, потоа да дојдат тука, да отворат собствена компанија, добија и средства понатаму од фондот за иновации и денеска работат на тоа нивно решение. Конкретно за оваа генерација, она што нас ни е цел за првопласираниот тим, има една можност да нивното решение биде дел од меѓународната вселенска станица, каде што буквално ќе се тестира во Вселената. Ако успееме тоа да го направиме, тоа би било многу голема, значи многу широко ќе се слушне за нив и за таа можност. Тоа решение дополнително може да се користи и во сушни периоди и региони и на земјата, а конкретно со тимот Астрикс, кој што беше второ пласиран, нивната едукативна игра има потенцијал голем во делот што NASA Kids, например, и NASA Education, многу се заинтересирани да уште од најмали нозе ја вродуваат таа љубов кон астрономијата, меѓутоа пред се кон истражувањето, кон креативноста, кон љубопитноста. Така што мислиме дека во соработка со нив има можност оваа игра да реално да заживее, но секако на што сакаме да го направиме и да направиме партнерство со домашни фондови кои што и во иднина не само стручно, меѓутоа и со финансиска поддршка ги поддржуваат за овие решенија што поскоро да бидат реализирани и пласирани на пазарот. Значи да не бидат само во форма на прототип како што се сега, туку реално да се најдат во јавност. Добро, Ирина, ќе ве прашам искрено, дали овој NASA центар со кој што директно се работувате веќе 9 години, има некоја цел да можеби да регрутира низ светот млади деца, надежни, можеби некои решенија односно на овие надпревари кои што ќе ги воодушевуваат за понатамошна надоградба?
Да, дефинитивно. НАСА се повеќе се отвора кон соработка со млади таленти од сите земји. Порано беа нели многу затворени, сето тоа беше само во рамки на Америка. Меѓу изминатите 2-3 години таа можност се проширува и верувам дека веќе оваа година и следните некои од овие решенија реално ќе можат да се искористат. Има и неколку конкретни програми на кои што понатаму ќе можеме да аплицираме, но многу зависи од нив. Ако они застанат тука и не сакаат да прават ништо повеќе понатака, не можеме нели со сила нешто да направиме. Меѓутоа, ако имаат интерес понатаму да ги развиваат своите решенија, дефинитивно ќе има можности за продолбочување соработката со НАСА, но и со локални и регионални фондови за поддршка. Но позитивни ви се искуствата досега и по она што го кажавте и дека веќе има тука отвориле компанија и веќе тука кај нас на наше тло работат, значи има надеж. Така. Да. Благодарам што ми бевте соговорници денеска на овој убав ден, празник. Се надевам дека вашите соништа ќе се остварат и се надевам дека во идните години ќе зборуваме за некои успешни проекти кои што сте ги направиле надвор и се повеќе сте испромовирале нашата држава. Благодарам. Благодарам на поканата. Ирина, посакувам да имате можност да создавате млади тимови. Тука е. Да создавате млади тимови и се повеќе вакви неверојатни умови, млади наши деца, да им давате можност за надоградба. Благодарам.